Почитувани, добар ви ден и добре дојдовте во Класие, проект на Алфа телевизија кој што обработува теми од земјоделскиот сектор и се што е поврзано со него. Во повеќе емисии досега сме ви презентирале семејни бизниси, таков ќе биде и случајот во оваа емисија. Имено ќе стане збор за производството на домашно занаетчиско пиво или во светот познато како крафт пиво. Ова е популарно во последниве 15 години во Македонија, а пред 5 години тројца другари се договараат да си отворат семеен бизнис за производство на крафт пиво. Тоа го прават тука во оваа куќа во населбата Лисиче. Одиме да видиме што се случува таму. Следете ме. Домашните пива во Европа се произведуваат со векови наназад, но се смета дека револуцијата на производството на крафт пивото почнала во Велика Британија во 1970 година, а потоа се проширила и во други земји. Овие пива се произведуваат во мали количества. Нивната уникатност е дело на креативноста на големите мајстори на занаетот. Овие пива најчесто се продаваат во домашни пивници, пабови, а може да имате ексклузивна можност да ги дегустирате на одредени настани или фестивали. Македонија во последниве 10 години доживува своевидна крафт револуција, при што малите пиварници нудат уникатни и квалитетни пива. Тие се одраз на креативност, традиција и посветеност. Првата македонска крафт пиварница е основана во 2015 година и од тогаш производството бележи значителен раст. Една од пиварниците која што произведува пиво со оригинален вкус е Пиволапс од Скопје. Ефтиме, ова е сега, една од просториите каде што се произведува вашето домашно занаетчиско пиво. Гледам сега овде јач. Тоа е пазар, така? Основата. Да. Моментално сме во магазинот, каде што ние го складираме јачменот, една од основните состојки на пивото. Другата состојка е хмелјот, кој што ние во замрзнувач, пошто мора да биде на ниска температура за да си ги задржи аромите. И третата, односно една од состојките е водата, која што таму ќе видиме по процесот. И квасецот, нормално, кој што ги јаде сите тие шеќери, ги претвара во алкохол и во CO2. Тука моментално го складираме јачменот. Јачменот сами си го везуваме од Белгија. Имаме основен тип на јачмен и специјални типови на јачмен кои што даваат некакви карамелизирани ноти, сите тие финеси кои што нас ни се потребни за да направиме едно пиво. Но, сега јачмен имаме, ние хмелј немаме. Имаме некаде хмелј? Имаме убави услови во Македонија за хмелј, меѓутоа постои само див хмелј, кој што за дивиот да. Сакам да кажам дека имаме услови. Тоа е веќе друго. Ама производство нема, за жал. Тоа е главниот момент. На пример, при моја поседа на Словенија пред отприлика 10-15 години, словенците се едни од најголемите производители на хмелј. Ние имаме 2 па и 3 големи пивари, 2 сигурно се големи, за жал хмелј увезува. Сега јачмен имаме, ама јачмен увезуваме затоа што е овој некој поспецијален јачмен. Ајде да го објасниме сега ова. Јачмен имаме, меѓутоа тој е сиров јачмен. За да дојде јачменот да биде дел од гивото и од производствениот процес, мора да биде направен во слад, односно треба да се однесе во сладара, каде што под одредена температура и одредена влажност, он почиња да рти. Во самиот процес на ртење, тогаш се стопира со жешка температура, каде што ги дава тие својства на слад. И откако сето тоа ќе се случи, ние можеме да го користиме јачменот. И едноставно кај нас нема сладари. Тоа е целата. Некое време имало. Скопската пивара имала. Смитам дека и при Лепската имало, не сум сигурен за тоа, сме имале 2 сладари кои што биле во функција, кои што произведувале наш
домашен слад. Ама тогаш некој знаел како треба. Да. Сладарите во секој случај се многу важна рано. Да. Сега може да го зимнеме ова јачменот тука. Значи, ова е препечен јачмен, кој што ние пред да го ставаме дури си го грицкаме, значи он може да се конзумира. Да се конзумира. Целата поента со препечениот јачмен е што зрното мора да биде напукнато. Тоа го правиме со мелницата, односно го мелиме јачменот, не го правиме во брашното, го само се напукнува зрното, каде што однатре искачаат, има еднако бела површина, искачаат ферментабилните шеќери. Так. Значи, зрното не треба да биде како брашното, го треба да биде само напукнато, за да може да влезе водата и да ги извади шеќерите. Ете така. А кога ќе влезе вода, после почна и да рати во одреден. Не, во процесот на правење на пиво не рати. Он почиња да, кога е сиров јачмен, кога ќе го испрскаме со вода, он почиње после некој време да рати. И во тој процес се стопира со жешка температура, се стопира процес на ратење и станува слад. Так, и после нели треба да биде печен. Треба да биде печен, да. И сега секој слад си има одредена температура на која што се пече. Основниот слад се пече на пониска температура и он ги добива само ферментабилните шеќери. Тие што се потемни јачмени се на повисока температура и они даваат други ароми, меѓутоа даваат помалку процент на алкохол. Значи, тука е повеќе играта на аромите. Димо, значи, вие ова го почнате со своји двајца другари некаде 2020 година. Так, Може да ги кажеме пресети. слободно. Да. Марко Илиевски е другиот партнер, Иван Манаковски е третиот партнер. Значи, ние почнавме пред 2020, фактички си правевме домашно пиво. Така. Значи, во занечиски услови. Собиравме искуство. Собиравме искуство, да. И ден собираме и такако искуство. Нема застанување во оваа професија. Си правевме пиво, бевме меракли и видовме дека на оваа сцена кај нас фали домашно крафт пиво кој што ќе биде официјално и кој што ќе може да се понуди на овој пазар. И решивме дека тоа беше моментот кој што треба да го направиме. Смогнавме сили, се најдовме во простор кој што е во сопствеништво на родителите на еден од партнерите, така да имавме простор каде што можеме да го реализираме овој. И да издржиме оној процес на короната која се појави. Тогаш беше најлош. Тоа беше најлош. Ние го извадивме првиот процес и почна првиот производ и почна короната. И добро што сте продолжиле, без да се одржал. Да. И со глава од зид за среќа сме тука. Денес имаме направено повеќе од 12 видови на пиво, така да се шириме полека. Партнериот кај ти се тука се некаде? Едниот партнер е тука, да, во Скопје, а другиот е во Германија. Таму си е со семејство. Киот таму дава некако влијание за тука, па ќе видиме и понатаму за ширење во тие правци. Од тука после носиме пиво за Германија. Се тука што имаме? Тука имаме хмелј и квасиц. Аха. Тоа е хмелјот, да. Хмелјов од каде го набавуваш? Хмелјот го набавуваме од Словенија, го увезуваме, меѓутоа он доаѓа од Америка. Значи користиме амерички хмелј и на претходниот муабет исто така користиме и хмелј од Словенија. Значи нивен типичен хмелј кој што е на тоа подневје растен и тој хмелј го користиме за еден стил на пиво кој што е најблиско од индустријскиот лагер. Така, да. Добро. И уште што ти треба од тука? Од тука ми треба, ќе извадам ја и други хмелјеви, тука ми треба само да ви покажам дека ова е квасецот. Он е во сува форма, сув квасец како што го имаме во пекарството. Така. Да. Он е специјален квасец кој што односно е хибрид кој што е долго време создава за да ги извади најмногу аромите за одреден стил на пиво. Тоа ни е нас многу битно и исто така што сакаме од секој стил на пиво да извлечеме, користиме различен квасец. Сега, откако ја имаме суровината, кој е следниот процес? Значи, ја мелиме суровината и односно јачменот и после тоа влагаме во вториот дел од оваа просторија каде што се прави процесот на правење на пиво, односно готвењето на самото пиво. И денес имаме среќа да го видиме целиот процес каде што моментално се прави пиво. Одлично. Значи, рековме после мелницата се меле оде јачменот и се оди во оваа просторија. Така. Може сега да одиме средове.
се наоѓаме неделки што готвиме пиво на платформата за правење пиво. Составена ни од 3 танкови по 500 литра, во едниот сагреваме вода на одредена температура во зависност од рецептите. Во средниот си врие тоа пиво, течностите си вријат и во крајниот танк си го киснеме јачменот на одредена температура во зависност од рецептот. Моментално калешот виеме овдека. Калеш малку потемно, но тоа е Темно, темно пиво, темна ИПА е таа и во овој танк треба да кисне јачменот од одредена температура. Ке нас во случајов по рецептот ни е 67 степени и одржуваме таа температура околу саат и половина за да се земат сите ферментабилни шеќери. Тие шеќери подоцна кога ќе ги свариме заедно со хмелјовите за чоми за арома, со таа течност ја ладиме и ја носиме, ја транспортираме со пумпа во ферментор каде што подоцна се фрламе и го фрламе квасец и отприлика околу 10 дена таму ферментира. Добро, еве сега го спомнавме калеш. Да. И си има одреден концепт, нели, за калешот во смисла суровина што треба да се стави, така. Што вака Истина, околу 127 кг вкупно јачмен, од кои 98 се основен тип на јачмен како PLL, од таму ги зијаме повеќето главни шеќери и другите 6 типа на јачмени, јачменови сладови се за боја, за тело да додадат, така. Во случајов другите колку да е околу 20 килограми се тие специјални јачмени што ги кажува. Ги набавуваме од Custom Malting, тоа мислам дека Димо го имаше спомната. Пред да го фрламе јачмениот слад, помина низ мелење за да се скрши зрната и за да може тие шеќери што се внатре во зрната да се испуштат преку топлината на водата. Добро, кога ќе се стават состојките внатре, рековме температура околу 67 степени, а која количина на вода ставате? Па повеќе од 500 литра, бидејќи околу 600 литра фрламе вода, вкупна вода, вкупна количина на вода, од кој што дел се задржал во самиот јачмен. Не можеме да го апсолутно целиот тој се абсорбира во самото зрно. Добро, сега процесов овде колку време трае? Па процесов трае околу 2 сати, бидејќи имаме двојно филтрирање на водата. Првото е каде што идеме со густите шеќери што ги фрламе во фарењето и подоцна фрламе уште повисока температура за да ги зееме сите шеќери што се останати во сладовите, за да можеме да се направи некој размер на шеќерите, со баланс на реба вода, да се добијат таа граница на шеќери што ни е потребна. Добро, видиме процесов трае 2 сати, вие на почеток ставате одредени суровини, го подготувате рецептот целосно. Има некоја тајна ваша на куќата што, да речеме, во меѓувреме се додава уште нешто? Имате. Тајна темно улју. Дали? Еве за пивовта што му ја давате на пивото? Да. Добро. Сега таа е единствената тајна и да, многу посветено се. Значи, добро е тоа и тие што ќе го пијат пивото со голема љубов драг. Значи, ова е првиот казан, така? Да. Сега овде и го наптак. Овдека сега го префрламе пивото, втора течност. Добро. И чекаме да си дое до одредена температура течноста. Така. За да може, треба стигне точно до 100 степена, 99 степени, за да може да фрлиме подоцна јачма. Хмелј. Хмелј. Да, добро. Хмелј за горчина. Така. И сега од овде следна процедура која е? Вриење 1 сат. Така. И во зависност од рецептот фрламе други хмелјеви за додатна горчина и арома. Во овој тип на пиво фрламе 3 типа на хмелј. Сега Дамјан, што е следно? Откако ќе заврши варењето, следен чекор не е транспортирање, односно филтрирање и транспортирање на пивото во, односно течноста од јачмен, називачен слад, во ферментори. И сега бидејќи тоа е многу висока температура, мораме пивото да го разладиме. Имаме тука топлотен разменувач, каде што од едната страна се пушта ладна вода, од другата страна иде топлото пиво и тие се тенки ѕидови каде што едно од друго се разменува топлината. Ладната вода станува веќе топла,
а топлото пиво веќе станува ладно пиво. И таму се носи како ладно. Да, таму со помош на пумпата што бутка, тука овој филтер ги задржува сите тие честички од хмејот што се задржани. Така. Ги задржува дека и само чистата течност се разминува топлински и иде кон ферментерот до околу 20 на степени. Значи имаме од 99 степени, па е температурата на пивото до околу 20. Сега, пивото велиме со температура од 20 степени оди таму, а што се случува со водата? Водата се циркулирала од ладна станува топла, ја искористуваме таа топлотна енергија за миење на самиот систем за варење или за други делови, за други машини што треба да ја користиме за мији. Има сега, ова се ферментаторите, така? Што имаме сега овде? Од моментално имаме 5 ферментори од по 500 литри, добро. Како што кажа Даме, пивото откако ќе се излади, се става во ферменторот. Потребната температура му е од прилика од 18 до 22 степени. Зашто? Затоа што одношом ќе го префрлиме пивото, ставаме квасец. Квасецот е едноклеточен организам, меѓутоа се сака внимание исто како нас луѓето. Затоа му е потребна точна температура каде што он ќе може слободно да ги јаде шеќерите од самото пиво, односно од самиот слад, и да ги препари во алкохол и во CO2 како нус продукт кој што од нас ни користи. Тој CO2, пошто пивото е на тој начин газирано. Доколку е пониска температура, он ќе почне да се мачи и ќе може да произведува некои ароми кои што не се баш убави за самото пиво. Доколку е висока температурата, он ќе почне ептен да се возбуди и на тој начин ќе произведува ароми кои што не се потребни. Значи, точно треба да се успак. Точно треба да се усклади. Добро. Потребно му е прилика 3 до 4 дена за да се ја заврши основната функција, односно да ги изеде сите шеќери. Меѓутоа, ние оставаме плюс период каде што е период на адаптација, односно да ги исчисти сите оние негативни работи од самото пиво, од самата ферментација. Затоа 2 недели за овој стил на пиво се потребни за да одлеши, да одлеши. Откако ќе завршат тие 2 недели, може да видите дека е кондензирано. Пивото ја спуштаме температурата на 2 до 3 степени. Тоа се вика cold crush, тоа е странски термин, каде што се крши температурата на пивото, односно за да може да се избистри. Квасецот, пошто они се конусни, кога ќе дојде по таа ниска температура, квасецот седиментира дола. И фактички ние имаме на порта од каде што вадиме чисто пиво, бистро пиво. Целиот квасец кој што е натапкан доле останува доле, ние фактички влечеме од горе од само бистрото пиво. Нормално ставаме и филтер за дополнително да го филтрираме пивото. Тука има порта за карбонизација каде што малку ја дотеруваме газираноста на самост. И тоа зависи од стил на пиво. Некој стил на пиво бара малку повеќе газираност, некој малку помалку. Обично темните стилови на пиво бара помалку газираност затоа што имаат голема комплексност на јачмени и хмелеви за да може да се осетат подобро аромите. Нормално тука има улога и температурата на сервирање. Значи колку е пониска температурата на сервирање, толку потешко можеме да ги осетиме различните ароми. Темните пива малку се служат на повисока температура. Колку стилови имате димови овде? Но сега сме направиле од прилика околу 10 на 12 стилови на пиво. Пива кои што гравитираат низ цела сезона се од прилика 5 стила на пиво и нормално вадиме сезонски. Зимно време вадиме стилови на пиво кои што се карактеристични за зимскиот период, значи pumpkin ale, односно тиква, правиме стаут со каприсно ванила, значи сите тие соптеки кои што ги употребуваме се сурови, сирови. Капетот го правиме како cold brew ладна цедено, па го додаваме ванливини стапчиња за да се осети и ванилата од самите стапчиња кои што доаѓаат убава комбинација со самото капе. Така да тука имаме простор да играме со такви стилови. Апсолутно. Разбрав нешто дека сте имале и лутопил. Точно е тоа. Минатата година, односно на почетокот од минатата година, направивме еден стил на пиво, тоа е чили портер. Портер е темен стил на пиво. Чили додаваме њуто пиперче во самото пиво. И интересен беше експериментот затоа што првото нешто што го направивме беше многу љуто.
си претера. Значи ме е пикант, па ова е пикант. И сакате тука треба да бидеме многу предпазливи со самите зачини. Што не знаеме пиперчето колку е ѓубаво и колку треба да го ставиме во однос на рецепт. А добро свежи се ставаат или треба да се суви, значи добро. Тоа и ние ги дробатме, имавме во посебна мрежа Со се семенчиња, со семките, да. Затоа што ако ги измелеме, ќе станат толку ситни, ќе влезат во ферменторот и цело време ќе додаваат на воти. Затоа е потребно ќе се стават на крајот од процесот на варење за да се извади само вутината и аромата само да риперче. Исто како кога правиме супа дома, крај ги ставаме зачини. Исто така додаваме и леѓумбир во тоа пиво, малку да се осети и тој сегмент. Добро, значи има хранливи работи. Тоа се сакавате. Да. И тоа е многу специфично пиво, не е за секој од популацијата, затоа што сепак луѓето не сакаат си да вута. Апсолутно, да. Добро е сега вие го пласирате пивото тука, посетувате, предпоставувам, и одредени саеми, некаде се едуцирате надвор. Има разлика од обарувачката дома, осмисла на домашни конзументи и странци, например, што преферираат моји странци, што домашни. Има голема разлика. Нашето подневје, иако полека и тоа се менува, барат по основни стилови на пиво. Странците и нормално кога ние идеме негде во некој дел од Европа, бараат многу по-специфични стилови на пиво. Значи они сакаат да експериментираат, сакаат нови стилови, сакаат доста хмелј, сакаат различни видови на ИПА. Ке нас се уште не е тоа толку многу застапено, меѓутоа се менува. Гледам дека луѓето барат, ако веќе извадиме нов стил на пиво, има некаква еуфорија, сакаат да го пробаат тоа пиво. Така да на некој начин заедно ние делуваме за менување на парагра, на потреба. Каде го пласирате овде? Го пласираме во некој од 15 до 20 погостителски објекти, повеќе се барови, урбани места. Исто така го имаме и во Тобакава, кај што може да си големите маркети не ни се предизвик, затоа што едноставно не сме ние толку големи за да можеме да идеме во тој правец. Така е, кога велиме дека не сте толку големи, месечно да речеме колку производство може да имате, меѓутоа и да го пласирате например на стазадо. Да, моментално располагаме со 5000 литри на месечно ниво и знаете, тие се делат во однос на флаши и на кегови. Моментално повеќе трошиме кегови, односно точено пиво, затоа што претходно имавме само флаша, меѓутоа луѓето кога почнавме да шириме во однос на точената варијанта е баш и подобра. Едноставно затоа што имаме посвежо пиво и инстанти. Знаеш, сами ако ти се напиеш точено пиво, друг е шмеко, така. Ајде када зирнеме уште нешто во овој правец. Ловано. Тука имаме намерно го ставиме ова мало ферменторче. Да, ова е ферменторчето за експеримент. Значи, секој нов стил на пиво, пред да го пуштиме во серијско производство, поминува низ барем една тест паза. Нормално, она што ќе го добиеме во тест пазата нема никаква врска со крајниот производ во голема вако, меѓутоа пак имаме сенс што сакаме да постигнеме. Кои кмелеви, кои јачмени да ги ставиме во тој стил на пиво за да знаеме прилика што можеме да добиеме. Сега порано ни требаше многу повеќе за да го достигнеме тоа, сега со еден експеримент веќе сте изверзирани. Кој процент на алкохол се ваши? Нашите пива се у просек 6% алкохол. Значи од 3,8 ни е најслабото до 7,5 ни е најјакото, меѓутоа тие се стилови кои што најмалку се прават. Така да негде просекот би го изведел негде околу 6%. Така. Сега, за таа индустрија се вели дека е најбрзо растечка во светски рамки. Гледаш перспектива во сето ова што го работите? Гледам, апсолутно гледам. Иако брзо растечката перспектива не сум ја доживел на лична кожа, меѓутоа тука влијаат други фактори, али како и да е, јас сум многу задоволен каде сме сега моментално и едноставно не знам на каде ќе идеме, затоа што големата слобода во ова е тоа што можеме да правиме многу различни продукти. Так, затоа не можам да кажам на каде идеме и што ќе извадиме следно, али мислам дека и текако идеме нагоре. Значи има перспектива во сето. Што се случува со ова јачменот и хмелјот што ви останува? Јачменот кој што ќе го искористиме за самото пиво, значи од него се извлечени сите шеќери. Добро.
и остануваат многу хранливи состојки во самиот јахан, каде што се влакна и протеини. Тие ги даваме на еден дечко кој што има кокошки, кој што деде од кокошки, да. И целата количина од нашиот јачмен они ја јат. И панички он произведува органски јајдјакс. Ни носи нормално тука си јадеме секој ден. Сакам да кажам дека го затвараме кругот на реискористување на таа пообичајна економија данс. И баш ми е драго затоа што едноставно Немате отпад. немаме Да сапарате кругот. Да, го затвараме кругот и имаме нормално понатаму идеи што понатаму плюс би направиле со тој јачка. И целиот јачмен фактички они го јадат. Така да кој да му се јавам, он вика пак има, супер, одлично. И при тоа не се пијани кокошки, бе. Не се. Одлично, штом не се. Гледам овде имате и амбалажа. Да. Од каде ја набувате амбалажа? Амбалажата соработуваме со една фирма која што ги увезува амбалажите, пошто нормално кај нас нема. И тоа стана нормално да нема стабло кај нас. За жал. Нормално е да нема, да. Така да он ги увезува, мислам дека до сега беа увезувани од Украина, дали сега ќе останат се уште увезувани од таму или од Бугарија и не знам од каде. Не сум се познаен со тоа. Меѓутоа плашата ни е многу битна затоа што тоа ни е брендингот, односно таа е некака појавноста на пазарот, за разлика од точеното, и ние многу доста инвестиравме во дизајнот на самите етикети. Секој пиво си има своја прикладност, свој дизајн, така да тоа ни е еден, како да кажам, трейдмарк за самата пивара. Етикетите кај се ги правите тука? Етикетите тука ги правиме, има компанија која што работи на големо, супер соработуваме со нив и едноставно што им да им попараме за брзо време го имаме тука на лагер. Така, за рекламата вело дека е половина бизнис. Така е. Да. Што правите вие со реклама? Рекламата ни е приоритет до оваа година. Пошто до сега ја немавме. Самиот производ и беше реклама, меѓутоа сега сакаме да инвестираме повеќе во тој дел. Сега може да пробаме едно пиво. Ајде да пробаме да видиме. Што ќе пробаме практично сега? Сега моментално ќе пробаме Колш, тој е германски лагер, германски ейл. Овој стил на пиво е од Кел. Таму му е потеклото. Така. Ова не е лагер пиво, туку е ейл пиво кој што има карактеристики на лагер. Односно, има најмалку ароми за разлика од другите стилови на пиво, меѓутоа е доста питко. Доста питко е, има низак процент на алкохол во однос на нашите бива, 5% алкохол. И Ова многу освежително. Да, во овој стил на пиво го користиме хмелјата Словенија, што е типичен за тоа поднебје. Кои се овде главни состојки? Најголем процент е пилснер, односно пилсен јачмет, основниот стил на јачмет. Има малку михен, односно исто така стетел тип на јачмет, кој што дава малку mouthfeel, така го викаме, така, богатост во вкусот и нема истакната горчина, односно можеш да приметиш и дека е доста лесно и освежително. Инаку карактеристично за ова пиво, моментално сега што го пробуваме, е 4-та генерација на истиот квасец. Односно, првиот стил на пиво кој што го направивме, 4 пати поред квасецот го реискористуваме. Значи, квасецот учи од секој стил на пиво и го пренесува на следното пиво. Така да, моментално пиеме 4-та генерација од тој квасец. Така. Диво, често пати слушам кога точат пиво, некои велат полека да не се прави пена. Така треба да биде или? Не. Пената ни е потребна затоа што на тој начин го оксидира пивото. Оксидацијата не се случува во нашиот организам, значи не туе. И исто така кога ќе ставиме пена, фактички ги задржува сите ароми од јачменот и од хмелјот кои што се во пивото, кои што ние сакаме да ги посепиме. Исто така по пената можеме да видиме дали пивото е расипано или не. Значи има карактеристична структура само пена. Диво, на здравје нека е.
Добре, ви посакувам среќни и успешна година. Хвала. Здрави и живи. Овие пиварници го збогатуваат пазарот на пиво и ја промовираат културата на пивото како дел од гастрономското наследство на земјата. Со поддршка од потрошувачите и локалната заедница, оваа индустрија има реален потенцијал да стане значаен дел од македонската економија и култура. И ете така го оставаме Димо со своите пријатели и натамо да си произведуваат домашно за најчиско крафт пиво, практично да си ја вршат работата онаа што најдобро ја знаат и во иднина пивото не само да го пласираат на домашниот пазар, туку да успеат да пласираат и нешто за извоз. Ете со оваа желба ја завршуваме денешната емисија. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!